Во грантовите што ги нуди Јапонија, Кочани гледа шанса за развој на образованието и подобрување на условите во образовните институции. Ова меѓу другото го каже градоначалникот Илиев при посетата на јапонската амбасадорка на општината. За нас е многу интересно тоа што го слушнавме дека тие финансираат проекти во делот на едукацијата, што навистина нас ни недостасува, не само на Кочани, туку и на Македонија, и секако можноста за аплицирање со одредени проекти кои ќе допринесат за подобрување на статусот, посебно на училиштата или во било кој друг сегмент од секојдневното живење на нашите сограѓани. Ова не е прв пат Кочани да аплицира и да добива средства од амбасадата на Јапонија. In the past also Japan cooperated with the people of Kočani. Во минатото имаме неколку соработки и донации од Јапонија. Една од нив е и основното училиште Кирил и Методи, и во иднина се надеваме дека нашата соработка ќе продолжи. We'd like to strengthen the relationship with the people of Kočani and the mayor. Thank you very much. Посетата на амбасадорката Ханеда на Кочани беше искористена за отворање на изложба на дела на јапонска графика од мајстори на дрворез од периодот од 17-тиот век. Овие графики се изработувани од почетокот на 17-тиот век и се надевам дека ќе бидат добра провокација за граѓаните на Кочани, љубители на уметноста, да дојдат, да ги погледаат, затоа што ова е уметност која може да се види во светските музеи. Овие графики се прогласени за културно наследство на Јапонија. Делата кои беа изложени во Виница се собственост на музејот на град Скопје, а се подарок од првиот почесен конзул на Јапонија во Македонија, професор доктор Коста Балабанов. Претходно, истата изложба беше поставена и во Виница.